Русија испорача 2 воени хеликоптери на Србија. Српскиот премиер Александар Вучич присуствуваше на аеродромот во Белград кога пристигнаа хеликоптерите од типот Ми-17. Тие чинат повеќе од 27 милиони долари и се првите воени хеликоптери што српските власти ги купиле во последните 29 години. Балдарды жетим кылып туруп, анан кийин ошону амнистияга илесе. Амнистияга булар татыктуу эмес. Демонстранти протестираат пред Врховниот суд во Киргизстан. Тие бараат да се укинат помилувањата на политичари кои се осудени за смртоносните напади врз антивладините демонстранти во 2010-та. 4 службеници кои работеле за поранешниот преседател Курманбек Бекиев, меѓу нив јавниот обвинител и шефот на државната безбедност, беа обвинети за нивната улога на протестите во 2010-та. Се проценува дека тогаш загинаа 90 луѓе, а повеќе од 300 беа повредени. 4 беа во затвор од 2010-та, но претходно овој месец воениот суд ги амнестираше. Но Врховниот суд се уште не им дозволи на службениците да бидат ослободени додека трае периодот за жалба. И стабилности. Украинска држава и народ Во западниот дел на Украина вчера започна воена вежба предводена од силите на НАТО. Вежбите се одвиваат во близина на границата со Полска. На годинашните 16 поред воени вежби учествуваат војници од 11 земји, вклучувајќи ги членките на НАТО како САД, Канада, Велика Британија и Турција, но учествуваат и представници на земји кои не се членки на НАТО, но се дел од Алијансата за партнерство за мир, како Украина, Грузија и Молдавија. Армијата на САД соопшти дека војната вежба ќе трае 12 дена, а е насочена кон зачувување на мирот и стабилност. Вежбата се одржува во градот Јаворив на барање на украинските власти.